прв меѓу еднаквите. Идниот градоначалник на општина Демир Хисар, доктор Драган Јавановски. Почитувани граѓани на Демир Хисар, сакам да ве поздравам сите. Воедно исто така сакам да го поздравам вечерва меѓу нас почитуваниот подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз Гордан Георгиев, што ми причинува посебна чест и задоволство. Почитувани граѓани на Демир Хисар, ние преку проектот Врата од врата ги разбравме вашите пораки. Во вашите пораки ги видовме сериозните проблеми. Ние сите овие денови уназад што беа, ние тие пораки ги анализиравме. Сите проблеми, верувајте, ги детектиравме. Има еден најголем проблем од сите тие проблеми. Представува проблемот за вработување на општина Демир Хисар. Општина Демир Хисар веќе многу години ја мачи проблемот за вработување. За таа цел, почитувани граѓани, знаете дека јас доаѓам од невладина организација и сум со огромно искуство во сферата на реализација на проектите. Од тие причини, несомнено ви верувам дека во сферата на условите за вработување максимално ќе се ангажирам и дека на тоа поле, дека сигурно ви ветувам дека ќе постигнеме определени успеси. Оваа постапка ние ќе ја реализираме преку соработка со амбасадите, преку соработка со бизнис климите, значи во другите, во европските земји. На таков начин ќе допринесеме во решавањето на овој најгорлив проблем. Почитувани граѓани, сакам да истакнам исто дека околу 14-15 век општина Демир Хисар броела спрема турските документи околу 50.000 жители. Некаде 1967 година од разговорите со доктор Силјан Макариовски, оваа општина броела над 20.000 жители. Денеска Демир Хисар е со 8.000 жители. Замислете, со 8.000 жители ние се наоѓаме во многу тешка и економска состојба, без вработувања, без никаква иднина. Тоа ни налага сериозно да ја сватиме пораката и да работиме на тоа. Денеска ние, ако тоа не го обезбедиме, се заканува масовно напуштање на Демир Хисар да одит во соседните европски и прекуокеански земји. А тоа што значи? Тоа значи погубна политика, тоа значи една многу опасна состојба, тоа значи дека Демир Хисар ќе биде како општина Маријо без жители. Тоа е страшно опасна работа. Затоа ви ветувам дека максимално ќе се заангажирам преку амбасади, преку сите меѓународни институции за внесување на Демир Хисар во економски и развиено подрачје. Почитувани граѓани на Демир Хисар, јас не сакам Демир Хисар да биде како Мариево. Јас го сакам економски и развиено Демир Хисар. Да живее Република Македонија со Господ на помош.